Денешниот 52-ри протестен марш во Скопје имавте можност да го видите во живо на телевизија Нова, а стандардно, како и секој ден, така и денеска, ќе прокоментираме околу овој протест, пораките испратени од него и воопшто на политички теми кои што се случуваа во текот на денешниот ден. Па така ќе го најавам, со мене во студиото е господинот Васил Наумов, директор на Агенцијата за иселеништво. Господине Наумов, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Христос воскресе, наместо поздрав, бидејќи на сите христијани сакам го честитам овој велик ден, овој најголем празник во христијанството. Благодарам уште еднаш за поканата да бидам ваш гост и да имам може да се обратам пред гледачите на ТВ Нова. Заедно со мене во студиото имавме можност да ги следиме протестите во живо на оваа фреквенција. Кај нас ги пренесуваме веќе 52-ри ден. Ги слушнавме пораките. Што мислите, како гледате на овие протести? Веќе 52-ри ден граѓаните се на улица. Можеме да видиме дека и дождот не ги поколеба да излезат во голем број. 52-ри ден упатуваат пораки за отфрлање на тиранската платформа и велат ќе останат на улици се додека нивните барања не бидат остварени. Ќе ја постигнат ли целта? Апсолутно сум сигурен дека граѓаните кои што излегуваат во одбрана на Македонија, на македонскиот јазик, на македонското знаме, на македонското име, дека ќе ја постигнат својата цел, бидејќи причината е многу едноставна. Граѓаните на Македонија немаат избор. Или ќе ја биде Македонија, ќе има македонци, Македонија, македонски јазик, или нема да не биде. Значи, ние сме доведени до ивицата, до една пропаст, враќање назад нема, или ќе успееме, или ќе не снема комплетно како народ, како држава. Ние имаме таа привилегија како еден од ретките народи, 200 народи имаат своји држави, да имаме своја држава. Македонија воскресна после илјадници години, успеавме да направиме своја самостојна држава, започета го 44-та, дефинитивно во 91-та. И сега не смееме да допуштиме, и мислам дека народот е свесен, дека нема да допушти македонската држава, која толку долго ја чекавме да воскресне, да исчезне од лицето на земјата. Впрочем, тоа го покажуваат граѓаните на Македонија, кои масовно се собираат, ништо не може да ги спречи, најмалку дождот или ладното време. Го слушнавме срцето на Македонија и моето срце бие силно за Македонија, како што впрочем срцето на милиони македонци, стотици илјади македонци бие силно за нашата Македонија. Кажав, ние друг избор немаме. Има многу народи во светот кои што се и поголеми и посилни од нас, не успеале да направат заради сплет на околности држава, не успеале да ги повратат државите кои ги имале некогаш. Како пример ќе ги земам каталонците, Каталонија. Тоа е еден многу голем, мислам, не многу голем народ, меѓутоа економски многу силен, се наоѓа во Европската унија, дел од Европската унија. Тука се шкотите, тука се велшаните, а да не збориме за надвор од Европа, на пример, го имаме курдскиот народ, 20 милиони. Тие се составени на Турција, ги уживаат правата тамо, меѓутоа имаме курди и во останатите земји, во Сирија, во Ирак, во Иран. Тие досега не успеале да формираат држава, значи еден 20 милионски народ или такви силни народи како што се каталонците, шкотите не успеале да направат држава, ние успеавме да направиме држава, мислам дека нема да дозволиме никој да ни ја одземе оваа држава и да ја изгубиме. Бидејќи доколку се спроведе се тоа што се бара со таа така наречена декларација, изјава, нели не била платформа, не била тиранска, се едно, доколку се спроведат работи кои што стојат во таа изјава, декларација или платформа, тоа е патот, најдобрата рецепта, најбрзата рецепта за брзо исчезнување на македонската држава. Пак ќе кажам, народот тоа нема да го дозволи. Платформа, она што е очигледно, господине Наумов, е дека веќе 2,5 години сме во една тешка политичка криза, но она што е јасно во овој последен период е дека партиите се децидни, остануваат на своите ставови, но граѓаните се на улица. Како дојдовме до се ова? Ние не сме 2,5 години во криза и не се соочуваме 2,5 години со вакви проблеми. Ние се соочуваме со овој проблем, со проблемите за нашето постоење од основањето, односно од возобновувањето на самостојната македонска држава од 1991 година. Пак ќе повторам таа
Лисабонска декларација на Европската унија, чии што емисари секојдневно гледаме доаѓаат во Македонија. До сега не сум слушнал дека некој се одрекол од таа Лисабонска декларација. Во таа Лисабонска декларација јасно и недвосмислено кажа земјите членки на Европската унија дека ќе признаат држава Република Македонија само ако во нејзиното име, во нејзиниот назив не стои зборот Македонија. И после следува признавања од европските земји под привременото име, референца, откако некој тука кај нас им дал согласност за таква работа. Значи, ние дојдовме до оваа ситуација, значи до ивицата на пропаста, во моментот кога почнавме да тргуваме со она што ни е најсвето, почнавме да преговараме за нашето име. Името на нашата држава Македонија, тоа свето име кој илјадници години го носиме и како држава некогаш и како народ од секогаш. Во Библијата толку пати споменато, мислам дека никој немаше право да го стави ова име во таква ситуација, да се разговара, да се преговара за него, тоа да биде некаков услов за влезо и во некакви привремени сојузи, се тоа привремени сојузи. И Обединетите нации постојат од после Втората светска војна. И Европската унија постои колку 50 години. И НАТО постои 50 години. Ние треба да го смениме 1000-годишното име, името кое што го носиме 3000 години, за да влеземе во некоја привремена институција, односно унија, за кое што не знаеме колку ќе биде векот на траење. Еве гледаме дека почне излегува Британија. Не знаеме што би станало ако победи некој како Марин Лепен во Франција. Ќе се распадне унијата. А ние сме запнале да разговараме и преговараме за нашето име. Никој нема право да преговара за нашето име. Никаков референдум е неприфатлив за нашето име. И ако е тоа официјалниот став на ВМРО ДПМН, еве јас ќе кажам дека апсолутно не се согласувам со ваквиот став, бидејќи на референдум не може да се даде нашето име, не може да одлучува никој од едноставна причина. Кога ќе бидат во можност да го скорнат мојот прадедо и вашиот прадедо и моите неродени внуци и вашите деца или внуци се едно неродени и да ги прашаат за тоа дали се согласуваат со промена на името, тогаш на таков референдум може да се гласа за името Македонија. Бидејќи очигледно дека таков референдум не може да се одржи, никој нема право да разговара, преговара за нашето име. Во моментот кога се впуштиме во такви преговори, ние требаше да очекуваме дека ќе стигнеме до ваква една ситуација. Народот наш македонски е кроток, мирен, трпеше, меѓутоа сега дојдовме во еден безизлез и свати народ конечно дека ова е последниот момент кога мора да се одбрани државата, да се одбрани името, да се одбрани јазикот, знамето, символите на државата, сето она што значи државност, во спротивно ќе не нема. Колку се политичарите свесни за ова што се случува на улиците? Факт е дека 52 дена се граѓаните на улица за заедничка Македонија, протестираат со маршови не само во главниот град, туку ширум државата, низ повеќе од 40 градови населени места. Колку се свесни за тоа што се случува, но и колку народот е свесен што значи прифаќањето на тиранската платформа? Очигледно народот покажа поголема зрелост од некои наши политичари. Нашиот народ кој што секојдневно протестира на улиците покажа дека му е потполно јасно што се случува. За разлика од нив, некои од нашите политичари мислам дека не се доволно свесни во каква игра, во каков неповрат сакат да ја втурнат Македонија. Значи, ние имаме политичари од ВМРО ДПМН кои се потполно свесни и се со народот и ги поддржуваат протестите за заедничка Македонија. Меѓутоа, од друга страна имаме политичари од исто од македонскиот блок, лидерството на Социјалдемократскиот сојуз, значи не знам колкав дел од нив, мислам дека се потполно свесни што прават и како прават, но тоа го сваќаат како единствена можност и начин да се дограбат до власт. Бидејќи де факто Социјалдемократскиот сојуз никогаш не добил избори во Македонија. Можам и да го изелаборирам тоа. 1994 година јас бев еден од учесниците во тие избори, активно учествував, не како кандидат, меѓутоа многу добро ги знам случувањата. 1994 година
тогашната опозиција беше принудена да се повлече од изборите заради целосната клима на нефер, недемократски избори, она што сакаат да го импутираат на Македонија сега, што сакаат да го импутираат дека во изминатите избори 2014-2011 такви избори биле, тоа се случи 1994 година. Ако имало во Македонија нефер и недемократски избори, тоа беа изборите од 1994 година. Единствените избори кои што ги доби СДС се изборите во 2002 година, меѓутоа тие избори ги доби благодарејќи на воено-хушкачката политика која што водеше СДС. СДС влезе во сојуз со структурите на УЧК, со оние луѓе по планините кои што започнаа војна со цел да седнат во фотелите во Македонското собрание и во македонската влада. Мислам дека до прва нашата историја, до прва ќе се утврдуваат фактите околу оваа работа. Мислам дека од тоа ќе произлезат работи заради кои што ќе се срамиме и како народ, а да не зборам за луѓето од СДС и сите оние нивни гласачи. Значи, поентата е дека луѓето од СДС, значи од тесното раководство, веројатно се свесни што прават, меѓутоа го прават ова со цел да дојдат на власт, бидејќи знаат дека по пат на избори никош не дошле и нема да дојдат на власт и се спремни да распродадат се само да дојдат на власт. Голем дел од нивното членство, дури и пратениците, а да не зборам за нивните симпатизери, може би не им е јасно што точно се случува, иако со забрзано се освестуваат и гледаме дека огромен број на граѓани кои што излегуваат на улиците, се придружуваат за заедничка Македонија, се од оваа партија, од партиите кои што инклинираа кон оваа партија, кои што во овие 2,5 години ја држеа нивната страна со некакви обвинувања лажни за недостаток на демократија, за нефер спроведени избори и слично. Сите овие граѓани полека се освестуваат и застануваат на вистинската страна, а тоа е во одбрана на Македонија. Што се однесува до останатите политичари од албанскиот политички блок, мислам дека тие го гледаат ова како последна можност, поготово кога имаме во предвид заминувањето на администрацијата на претходниот председател во САД Обама, кој што де факто заедно со Сорос ги направи сите овие проблеми, не само во Македонија, туку во многу други земји, почнувајќи Украина, во Унгарија, прават се уште проблеми. Значи, последен обид прават со помош на администрацијата во заминување, со помош на така наречената Deep State, длабока држава, значи она држава која што ги има распоредено своите структури по сите институции во САД, а до која што се уште промените на господинот Трамп немаат стигнато, значи се обидуваат да го искористат овој момент, бидејќи знаат дека многу тешко ќе им се повтори ваква ситуација, ваква една режија, бидејќи и изборите, колку сакаат нека викаат и ВМРО, ДПМН и СДС дека било се фер, коректно, демократски, изборите беа лажирани од страна на меѓународната заедница, беа лажирани во корист на СДС и во корист на нивните сојузници, кои сега заедно сакат да го изменат уставното уредување на Македонија, сакат да донесат некакви промени за кои што народот не се согласил и не се согласува. И тоа е отприлика како политичарите гледаат и како разбираат ситуацијата, но гледаме дека народот сето тоа нема да го дозволи. Да, и додека зборуваме, за цело време можеме да следиме инсерти од денешниот протест, односно маршот на дождот. Факт е дека протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ги поддржаа значајни имиња, професори, академски граѓани, музичари, спортисти и низа други јавни личности кои што оставиле некаков белег во Македонија, во македонската историја. Нивните пораки се јасни, не за тиранската платформа, од фрлање на тиранската платформа поддржана во туѓа држава и од туѓ премиер. Препознаа ли граѓаните можеби некое добро осмислено сценарио? Па сценариото е повеќе од јасно. Мислам дека и на најмалите деца им стана јасно, освен оние што ги имаат навлечено партиските наочари во боја на СДС и не сакаат да го видат тоа. Сите други, дури најмладите деца, можат да разберат, кои што не се разбират во политика, можат да разберат за што станува збор.
настапите, агресивниот тон кој што ни доаѓа од Албанија, од тамошниот премиер Рама, од пратениците како Месила, Дода или која беше таму, укажува на тоа дека се тоа работи кои што се претходно договорени. Посетата на директорот на ЦИА последна во Албанија, посетата на Обама во Грција. Не треба да исклучиме во целата ова игра и Грција, бидејќи Грција официјално зазема став дека не се меша во нашите внатрешни работи, не зазема страна и на назад во целата оваа криза за овие 2,5 години. Наводно гласала против некакви санкции или доколку имало санкции, не биле тоа вистинските методи, меѓутоа Грција игра многу перфидна игра. Грција го користи прашањето, албанското прашање и го користи албанското малцинство во Македонија за своји цели. Не знам колку се во таа цела игра свесни албанците од Македонија, не знам колку се свесни албанците во Албанија. Ние имаме соживот, малку беше нарушен во 2001 година, соживотот меѓу македонците и албанците. Успевавме и успеваме за овие 15 години да ги вратиме релациите македонско-албански на вистински колосек. Успеавме како држава, како народ, како народ и малцинства да ги поставиме работите онаму кој што им е местото, но сега, значи, пак ќе кажам дека е во прашање на поголема игра, поранешната администрација од САД, Сорос, неговите инсталации, Грција е замешана тука, но и албанците, нормално Албанија и македонските албанци наседнаа во целата оваа игра. На крај на краишта, сигурен сум дека ова ништо добро нема да изроди ако не се запре оваа платформа и не се запре обидот за нејзино спроведување. Ова може само да ги влошува односите овде во Република Македонија и меѓуетничките односи, иако ние гледаме дека граѓаните се свесни, дека нема некакви пароли кои што би навредувале, повредувале, освен некакви инцидентни пораки, но организаторите се оградија од ваквите пораки. Значи, граѓаните се свесни и настојуваат да се држат воздржано. Се држат воздржано и албанските граѓани. За разлика од нив, политичарите албанци, македонските албанци политичари не се држат баш толку воздржано и со некои нивни изјави на почетокот на откако беше декларирана оваа тиранска платформа, со некои нивни изјави, мислам дека уште толку ги подгреа оваквите тензии, поготово кај македонските граѓани, стравот дека може да се случи нешто што никој не го посакува. И мислам дека посебно македонските албанци политичари ќе треба да се коригираат и да се повлечат назад во нивните изјави, поготово такви политичари како Села, кои што на сите можни начини настојуваат да ги омаловажи македонците, да ги навреди. Не знам зошто некому би му требало тоа и не знам зошто било кој граѓанин, македонски граѓанин од албанско етничко потекло би поддржувал такви ставови или би се согласувал со таквите ставови. Вие гледате дека македонските граѓани, уопште Македонија како општество, толку многу внимателно и чувствително се однесува кон нашите сонародници од албанско етничко потекло. Ние ги нарекуваме албанци и ги нарекуваме нивната држава Албанија, затоа што тие сакаат така. Тие сами се нарекуваат шкип за Албанија и шкиптар или шкип јазикот. Ако ние го употребиме тој збор, тогаш е навредливо. Затоа ние се воздржуваме и не употребуваме такви зборови, ги нарекуваме онака како што тие сакаат, иако на нивниот мајчин јазик името им е така. За разлика од тоа, слушаме разни политичари, било да се од македонските албанци, било да е од Албанија, кои што нас нарекуваат поградно. Свесни се дека тоа е поградно, не нарекуваат славо македонци и продолжуваат со таквите навреди. Некој сака да предизвика револт кај македонските граѓани. Може ли да се оврие атмосферата во идниот период? Што може да се очекува?
Јас верувам дека македонските граѓани се доволно свесни и дека нема да дозволат никаква ескалација во смисла на некакви насилства или меѓуетнички раздори и слично. Покажа овие протести, сите овие 52 дена луѓето излегуваат со песна, со мавање на знаменцата, со радост. Нивните срца бијат, го слушаме срцето на Македонија преку нив. Јас морам да кажам, сум редовен учесник на тие протести во мојот роден град, во Штип. Тука бев еднаш, два пати во Скопје на најголемиот протест на 21 март. Да, само ќе искоментираме дека во моментов гледаме во живо сме во Велеси, во Кочани и таму денеска протестни маршеви. Граѓаните и покрај дождот не се поколебани, излегуваат на улиците. Вие велите одите на протестите во Штип, сте биле во Скопје? Да, јас бев во Скопје на 21 март. Морам да кажам дека сум активен во македонската политика 27 години. Сум бил на разни настани. Тој собир на 21 март, тоа беше едно такво невидено доживување, таков изблик на оптимизам, на љубов, на почит, сакање и меѓу себе луѓето, но и за нашата држава, за нашата татковина Македонија, за нашето знаме, песните родолюбиви кои се пеат, такво нешто, такво чувство не се увидел. Може би можел да го споредам и по бројот на луѓето, евентуално со прославата на 20 годишнината од независноста на Македонија, кога на македонскиот плоштад се славеше независноста и можам да ви потврдам дека на таа прослава, значи имаше и многу албанци, зборам за 20 годишнината, имаше и албанци до мене, околу мене игреа, пеа македонски песни, исто како што сега во значи во овие луѓе кои што излегуваат, гледам огромен број на припадници на другите етнички заедници. За жал, се уште не сум видел припадник на албанската етничка заедница, иако сметам дека овие луѓе што излегуваат за заедничка Македонија, на вистина се борат за заедничка Македонија. Гледам дека албанските политичари, од македонските албански политичари не го разбираат тоа. Велат кога они повикуваат, како ги повикуваат албанците да излезат да протестираат против себе. Не, овие луѓе се борат за заедничка Македонија, вистинска заедничка Македонија, бидејќи кохезивниот фактор, обединувачкиот фактор е македонскиот јазик. И се додека е така, ќе има заедничка Македонија. Овие што велат дека се за давање некакви права СДС или овие значи политичари од македонските албанци кои што велат дека се бореле за правата на албанците во Македонија, де факто се борат за тоа да ние не живееме заедно и да се поделиме. Оти веруете дека воведувањето на уште еден службен јазик, а тоа е албанскиот јазик, неминовно ќе не одведе кон тоа да се поделиме. Неминовно ќе одведе кон федерализација на Македонија. Постојано го кажувам примерот на Белгија и пак ќе го кажам. Во 63 година Белгија била до 63 била унитарна држава. Иако таму не може да се споредува ситуацијата затоа што во Белгија живеат фламанци кои што се де факто холанѓани во делот од Фландрија, во другиот дел живеат валонци кои што се французи, говорат фламански, односно холандски и француски јазик и тие се отприлика тука некаде по 50% поделени. Ситуацијата не може да се спореди со ова кај нас, бидејќи албанците се етничките албанци во Македонија се малцинство. Колку сакат нека кажуваат дека се 35% и 135%, фактите говорат друго. Еве да го прифатиме официјалниот попис, 25%. Значи, Белгија и нејзината еволуција од 63 до 93 година, Белгија укажува дека од унитарна држава стигнала до федерација и тоа токму поради воведувањето на повеќе јазичност. И затоа велам дека овие што тврдат дека се за проширување на некакви права за еднаквост, за заедничка, за наша Македонија, раскажуваат приказни, бидејќи тоа де факто води кон федерализација и подоба на Македонија и примерите ни го покажуваат тоа.